да бидат понезависни во духот, во вистината и во мисијата за која што се дојдени, бидејќи секоја човечка душа си доаѓа со одредена мисија, иако често нашите слабости победуваат во животот и некако општеството знае да не сврти во едни толку лоши патишта во кои што впрочем ја губиме самата смисла и мисија и се прилагодуваме на светот кој што е целосно изгубен и оддалечен од Бога и самата вистина. И си велам како јас можам да служам на Бога и да поттикнам што повеќе млади да влезат во вистината, во библиските вредности, но од друга страна и да ја остварат својата мисија со тоа што ќе ги разбудат луѓето, секој со својот повик и со својата мисија и она што го учи и за кое што е дојден, без разлика дали е тоа право, медицина, не знам, информатичка технологија и така натаму. Нешто во кое што ќе од науката ќе извади слабости и ќе ги преточи слабостите на светот, односно во Македонија, за да може колективот, луѓето кои што немаат сознанија, да се разбудат и да се оттргнат од манипулациите кои што најчесто може да дојдат и од образовниот систем, и од институциите и така натаму. И учејќи 2 години магистар по клиничка психологија и запознавајќи се со таа наука подолго време, сватив дека, впрочем, таа наука има многу големи слабости и практично работењето на таа работа носи одредени многу лоши аспекти кои што луѓето не ги знаат и кои што несвесно и слепо веруваат, и ако некој не ги преточи, ние ќе живееме така со од генерација на генерација, не знаејќи дека, впрочем, ние сме на еден сосема погрешен пат. Која е таа грешка? Во овој случај, кај психијатријата, тоа што луѓето се духовно неосвестени, слепо даваат на здрави прави луѓе или на луѓе кои што малци им треба разговор и комуникација и поддршка, ги клукаат со апчиња и тие целосно одат во еден крив пат, само повеќе влегуваат во живиот песок на страдањето и безсмислата, нема правилно духовно упатување од луѓето кои што се во таа институција затоа што слепо веруваат на науката, и од трета страна и кога ќе излезат од таму ништо не направиле, само изгубиле време, биле здравствено дополнително уништени, станале зависни од апчиња, таблети и на крај пак ќе се соочат со истата точка и прашање заради кое што впрочем и дошле таму. И велам како јас можам јас сум, иако имам капацитет и способност да навлезам во секое поле, затоа што тоа ми е мисијата. Ретко кој го оди овој пат и затоа Бог ми дал доста, како да кажам, сестрано знаење, но и негов директен водич да можам да се спознавам со сите негативни аспекти на општеството. Меѓутоа, кога сме повеќе луѓе во целата оваа приказна, е многу помоќна да се влие врз колективот. И затоа решив, вака да го дадам како идеја, како еден поттик и мотив, поготово кон млади луѓе, па не мора да се млади, било вие да сте и со кариера од 30-40 години, па сега на 50 години решите дека ќе пресечете и ќе се одврзете овој систем и вашето искуство ќе го преточите во позитивна насока, односно се она што сте го стекнале како лоши информации, лоши впечатоци од вашите искуства, да ги пренесете и вистината да ја пренесете на другите луѓе од аспект на тоа какви се негативни работи се случуваат во вашето поле на работење или какви се лаги се пренесуваат на луѓето.